Здраво, другари, значи одма продължам со второ видео, ќе гледам да е 15 минути да го обяснам. Значи финтата на Binance, зашо ви викам јас цело време Bitcoin, Ethereum, Cardano и USDC. Значи сега у bull market, луѓе ако имате без разлика, нели, ќе видиме колку време ќе трае тај bull market, дали ќе е до август да речеме, до средината или ќе е до самиот декември. И да е до август за големите, значи кажави гейминг, ја верувам дека гейминг токените можно е да имат по-така издолжен bull market, затоа што сите кои ќе продават се, после почнуваат да ги пумпат тие гейминг токените да видат кои работи веруват, например, кои имат најдобри проекти. Јас за оваа сезона мислам дека Gala и The Sandbox и AXX, нели, ќе се врнат тамо дел, ќе видиме доколку. Иако верувам дека Solana, каже го, Gala ќе се врне до all time high колку е било и не ме интересира дали ќе креират нова цена, ќе го продавам, излавам од проекто. Таму имам 15 Ethereum, у Sandbox имам 5 Ethereum или 10, не се кејам точно. У Gala имам и $10,000 кеш, стајан у нивниот токен, вадам, продавам и да и е со среќа. Од Illuvium и од Big Time сум излезел, освен од Big Time што ми остананили тамо една земја од $1,100 да продавам и ќе си го претворам после назад како што е било Ethereum. Значи луѓе, у USDC кога ќе продадете се, кога ќе кеширате, така ли? Јас што би препорачал, значи кога ќе држите USDC на Binance, значи многу луѓе викаат што ќе се деси ако пропадне Binance. Само да видам луѓе да не сум исклучил тоно. Значи, многу луѓе викаат што ќе се случи ако пропадне Binance. Значи, луѓе, ако пропадне Binance, ние ќе имаме и плюс да ви кажам, многу луѓе ми викаат многу тивко збореш. Не е тивко, можете слободно да се го појачите тоно. Значи, трудам се да не се дерам од преходните сезони, се дерев и грлото ме болеше. Јас сум импулсивен карактер и затоа се концентрирам сега да не е на многу висок тон. Али слободно, кај мене доволно појачено, можете да го зголемете тоно на видеото и ќе имате појак тон. Ако луѓето следат преку мобилен и е слаб тоно, кажете ќе појачам. Еве ќе појачам уште сега малку. Само да се, кога ќе почне видеото, намалете и нели мојот глас е таков нуклеарен и на некои луѓе смета. Да се врнам на темата. Значи, USDC, некои луѓе викат што ќе се деси ако Binance пропадне. Ако Binance пропадне, ние ќе имаме страшно сериозен проблем. Тоа е многу голема берза за да пропадне и ако се деси сериозен хак или нешто проблеми, они имат осигурање да покријат. Ако е огромен хак, не знам дали, нели, колку можат. Они имат многу пари, мислам, да покријат, плюс го имат и токено, што вреде колку беше, човече, 102, тешка работа да, и сега дека беше 102 милиарди, така да тешка работа да не може да се раздужат, ако треба да ќе продават, пак се раздужат. Значи не е лошо кога видите виши на Binance, нели ќе искеширате се живо, парите ви стоат у USDC и си ги ставате, само ќе гледате, нели гледаш Flexible и Locket. Гледај на Flexible, нели секој е помалку. На Locket гледате ли 23%. Значи првата година тие неколку месеци, не знам сега, ја гледате, тука не сум логиран, VPN сум, каже го, Монте Карло, ово каже го Монтенегро, ово Црна Гора, за да пристапам, иначе ко сум на америчкио, мислам на VPN у Америка, че одма ми праќа нон-стоп известување да се префрнам на Binance.USA. Замисли си ни страната, дури некој пат не ми дава да отворам. И одма ми праќа тука на средината известување да не ја користам. Значи дека беше, на Flexible гледате дава 14%, точка 47, на Locket 23%, значи луѓе ние на банка не дава толку пари, значи се ово општо ви го покажам што може да отворам, нели? Ама кај вас ќе има и други опции после. Мислам, не сум одамна уловал, не можем да се логирам за да видам фул шо дава, кај вас може има и повише опции. Ово вака трудам се да ви го објаснам најпросто. Значи, кога ќе искиширате се живо, кога ќе почекаме bull маркетот да помине,
У USDC, USDT е тетър, јас ви кажав дека е лошо, гледате ли колку малку дава, помалку дава, затоа што го сметат за поризичен. Гледате ли, просто. Значи, што е ово 127? Ево треба некој да ми објасни од Македонија што е 127%, стварно не ми е јасно. Не сум уловал одамна, како и да е, то баш ка прашам Славчо, али да се врнам просто да го објаснам ово. Значи, USDC ставате го на локет 30 дена или понапред, зборам за јас кога користев, имаше 30, 60, 90 дена. Значи, bear маркетот ќе е 3 години, ако не ви требат, ставате си ги на 30 дена, взимате си процент добар и после ги отклучувате кога ќе паднат другите токени, коини, купувате си луѓе биткоин, етериум, држите си, многу луѓе од Македонија, еви Solana ме прашуват, исто и Solana е добар за на Binance да ви дава staking rewards и еве тука пошто ја не можам да ги отклучам сите, мислам не ми ги дава. Значи, добра технологија, луѓе да држите и Binance која што ќе ги стае у bear market, може да нема да се толку големи процентите, ама у bear market коини кои што најчесто ги става и дава одредени месеци, пошто она мора да ги држи Bitcoin, Ethereum, да речеме Solana, BNB, Cardano, Chainlink, Polkadot, Stellar, VeChain, Gala, Sandbox, Axie Infinity, старата ги уште нема, значи до тука. За Рон не знам, треба да ми кажете дали Рон го имаше, не се сеќавам. Сега да видиме мрзе. Значи овие Ethereum, Solana, нивниот токен, Cardano, Chainlink, Polkadot, Stellar, VeChain, Gala, The Sandbox и Axie Infinity, не само што ми се на watch листата, значи од тие другите години јако сум бил, стварно луѓе дава многу големи проценти, нели на различни месеци различно, и се вие кога ќе кеширате, ќе си ги држите у USDC, ама кога ќе паѓа, нели bear маркетот, кога ќе има тие 3 години нон-стоп ќе паѓа, таа технологија кога ќе си ја напумпате со таа USDC ќе го тргнете од staking rewards, кога ќе си напумпате луѓе, овоа чудо нели ќе пратиме со Gala што ќе се случи, со VeChain ќе пратиме што ќе се случи, али овие брат Ethereum, ово кажи го Bitcoin, Ethereum, Solana, нивниот токен, Cardano, Chainlink, Polkadot малку исто ќе пратиме, Stellar, да речеме, VeChain, Gala и тешка работа да ги тргне, ние ќе пратиме или да нема, не дај Боже, делистинг. Затоа треба да сте нон-стоп 24, затоа треба да внимавате да не ви се заклучени на многу месеци. Не заборавајте тоа, затоа што да речеме у bear market може да се деси, да речеме има многу, вие сте го заклучили за 90 дена, сакате да взимате многу, а да речеме со Gala има многу сериозни проблеми. Че вие тие 90 дена ќе взимате staking rewards голем процент, да речеме 30% ќе дават на година, али Gala ако се деси големи проблеми, вие нема да можете, нели, да го пошто сте го заклучили на 30 или на 6 или на 90 дена, вие нема да можете одма да го повлечете. Разбирате ли? Значи тие ризичните проекти ќе ги држите на flexible, значи што може одма да се извадат. Пошто ако сте сигурни, например на Locket може да се држи појаката технологија, Bitcoin, Ethereum, Ripple, што е нивна, Binance што е на самиот такво, USDC, нели да се држите, Cardano, кажи го Chainlink, ја не сум ново. Значи можете таа технологија да држите на кажи го на Locket, затоа што е јака технологија и тешка работа да пропадне. Али да речеме поризичните, еве како Polkadot, немат уште јаки проекти, само е на уста, разбирате ли? VeChain исто кинезите си кријат, си држат, Gala имат проблеми сериозно, газдите судење 300 чуда кој му украдел на кој парите, тие ги ставате на flexible. Овие другите што е посигурен проектот, на Locket може да го држите у bear маркето и да си натрупувате повише и не го продавајте. Многу луѓе не ме послушаа, многу, например, зимат и одма продават. Гледајте луѓе, кеш си користете, додете работете кој треба на работа 2, гледајте тоа што ги скопате да си го чувате, замислете се вие 3 години да копате. Што се ја копате, викам, нели staking rewards, Locket, flexible Locket, да трупате портфолиото. Кога беше Binance дозволен во Америка, страшни работи направивме профити, затоа што ние ги стававме
и си копат и на 30 дена си го ставил, тук си запишеш на едно ливче предово да не забравяш. Имаш и за автоматски да се стая па да ти го ставя на Staking Rewards, на Flexible или на Locket. Се оключуваше. Една от работите е яко, шо Binance е доста безбедна берза и луѓе ако пропадне с цел ки улезем от таква криптозима, ја од преска не се докажам рипам од тема, ки улезем от таква криптозима, шо многу помал проблем ки ви верувајте тие пари вие што сте ги заглавили отколку на светско ниво колку ќе имаме проблем со криптото. Значи Binance е берза која шо е многу лошо ако е нешто да хакират ки издржи ударите. Ото има стварно заштита, има многу искуство, али ако се слуша да речеме нешто сериозни проблеми, че ние ќе улегнеме у страшна криптозима. Така да за тоа ја ставам Binance како многу посигурно, имам искуство со америчките берзи, се за Staking Rewards е комплетно катастрофа. Се казват со Gemini и Earn, нивната програма, подпишуваш договор, да се префрлиш у Earn, ја тестирав и одма кажав луѓе заебете. Најблиските пријатели не ме послушаа, еден другар беше заглавил 1,4 милиони тамука, после колку беше 2 години или 3, не се сеќавам, му ги врна или 2 години. 1 или 2 години, не се сеќавам колку проблеми има Earn. Врнаа му ги, еден исто пријател од Мајами му беа заглавиле, еден друг исто од Джерси, од Нью Йорк, од не се сеќавам кој друг стейт имаше, Пенсилванија, мислам дека беше македонец. Лакомос беше што Earn дава многу големи профити. Во многу големи проценти и они се заебаа да чуват. Значи, Gemini не е крив. Gemini ви вика, кога ќе земете withdraw да ги префрлете од Gemini на Earn, а замислете, Earn е една од 15 компании на BlackRock. И замислете си колку години ги држаа заробени тие биткоини и среќи што ги врнаа у крипто. Ако ги врне у кеш ќе беше сериозен проблем. Исто и Gemini берзата сериозен проблем си имаш, од нив мораат да дават пари за да не изедат некоја кривична, оти и без разлика што подпишуваш договор дека од Gemini ги префрлиш на Earn за там да ги ставиш на Staking Rewards, они убаво ти вика, вие ја напуштате Gemini берзата и ние не сме одговорни за преносот на парите. Ја тоа чим го прочитав, викам луѓе, тестирав на мали суми, викам бегајте таму, тоа не е, ама никој не ме слуша мене. После има стресови 2-3 години, една година, 2 треба да ми пише од Мајами, другите луѓе македонци треба да ми пишат на колку години, не се сеќавам беше. Проблемот е стварно луѓе на толку илјадници пораки, на неколку платформи, значи да читам на дневна база по 15 сата информации, геополитика, аналитика, теории на заговор, чуда, не можем луѓе да се концентрирам и у главата ми е нуклеарен хаос, да се концентрирам и да запомнам. Значи ја на дневна база примам, замислете си, вие одите 8 сата на работа, и аз примам по 15-16 часа гледам видео од разни сектори и плюс у исто време, значи на каже го на компјутеро ми врте разни подкасти, а јас плюс читам у исто време на телефоно и плюс на другиот компјутер исто скролам. Значи на двата телефона најизменично тражам информации. И у главата ми е тотален хаос. Значи тоа си го признавам, тотален хаос, ја не сум тип кој што ќе се тука па сега ќе прочита, ќе преведе, па ќе седне, ќе кажува тоа, не го може секој, треба стварно да имаш речник, да си начитан и да можеш да се концентрираш, ама тие луѓе најчесто што помнат па прават па други проблеми. Ја не сум, јас сум рандом тип, седнувам и думам, разбираш. Кој не му се свиѓа акценто, чао, пријатно, слободно таму у Скопје да се на кафе шема се слуша акценти за пирамидални шеми, за политички дебати, да се лажат за гаденен воздух се правете момент на која му сметат акцентите, на мене и на други, слободно можете да си одите на кафе шема, не ги слушајте. Сега до душа кочански акцент го имам изгубено у голем дел, затоа што више сум 11 години надвор од Македонија и со луѓето што комуницирам од Балканот се трудам по да зборам така разберливо, пошто кочански акцент стварно не може да го разберат повеќето од нив. И плюс зборам брзо и за нив е голем проблем. Али што сакам да ви кажам, луѓе, ево вие тука не може да ги читам кои се, не сум ги истражувал, значи таа watch листа, луѓе помнете, не е за џабе стајана, тие чуда со години стојат и биткоин, етериум, Cardano, тука, кажи го само, чека да видим, имаше, зашо не ми е у листата? Само да видам.
Имаше и на друг. Некош и на Monero дава много. Ама мислам на Binance изгледа го тръгна ли трябва да ми пишете. Имаше и други. Имаше и други. Други коини ще даваше и яка награда. Мислам до душа, они после ќе остават листата наизменично како купуват и ќе објават, вие ќе ми ја пренесете и јас ќе ви кажам. Например, дали си ти, ама ќе на Мана исто дава многу на времето големи и такво. И на Йота ли дава или на Нео беше, не сеќавам. Не ми текнува најискрено на кој дава други проекти, али мобето ми е многу луѓе мислат ќе кажам нови токени или чуда и ќе ги спомнам нивните. Не, другари, гледајте портфолиото да ви биде кога ќе искеширате USDC и да си лапате на Flexible и на Locket наизменично. Нивнио гледајте да го држите, луѓе, пошто мислам дека дават виши и награди, други коини и токени, треба да ми потврдите. Биткоин, Етериум, држете си ги, луѓе, тие технологии, луѓе, не само шо, например, ќе може кој ќе падне bear market да ги накупите, че вие ќе взимате и проценти. Самата берза мора да ги држи и за да ве привлече на различни проекти ќе дава различни проценти и вие наместо да ви стоят у банка или на картичка, кај мене е друго. Јас, например, кажав, ја кекширам, мене не ме више интересират staking rewards. Јас имам дека да држам staking rewards, имам на Star Atlas, имам си на Cardano, сега се тргнали, на Axie Infinity имав и мене не ме интересира staking rewards, мене ме интересира, научил съм ги како да ги флипам, дури у bear market ќе пробам нешто, здрави видео да правиме како да флипам и ќе правам понатаму многу појаки видеа, само да помине bull маркету, појаки видеа ќе направам да видиме која технологија ќе обстане. Јас сега многу луѓе мислат ќе кажам, овај токен, овај коин. Не, другари, треба да видиме ние која технологија ќе обстане. Овие работи нема да бидат може да истите. Топ 100. Топ 100 се секош минуват. Треба да видиме која технологија ќе обстане. Биткоин, Етериум, Cardano со сигурност ќе остане. Ripple и Solana гледаш си ги форсират. Значи, ќе видиме која SUI нешто нон-стоп го зборот и Chainlink, обрнете внимание на SUI. Ја не сум оставил Chainlink, мислам дека ми е од тука, ама SUI не. Обрнете внимание, у Америка луѓе почнуваат на Chainlink и на SUI многу да трупат. Значи, многу трупат американците. SUI го зборат деве као замена на Solana, мада не верувам. Solana може да го напумпат $1000-2000. То секој збора така Solana е замена за Ethereum, па еве уште не го е сменил скрос. У повеќето работи се руши и чуда. Да, користат го, ама разликата е 3. Така да не го уште сменил, па сега SUI го збора, гледаш, американци си играат, ако нешто се деси со Solana, вали да за SUI нешто. Не ми е јасно шо како ќе биде, не може да скопам добри информации, че финтата ќе чекаме да помине ќе чекаме да дојде тај bear market и на средината на bear marketот ќе видиме кои ќе обстанат, кои ќе издржат, ќе видиме колку ќе се срушат и кога да се упаѓа и јас до тога сигурно после ќе се врнам во Македонија и ќе направам многу јако, ќе си ја рестартирам берзата. Треба да извадам македонски пасош, ја немам македонски пасош, немам ни амерички. Треба да извадам и да направам една многу појака листа и дури ќе одам у различни градови, ќе се запознаеме и со луѓе и со се, и тие што сериозно што инвестират, зашто да не се запознаеме, правиме кафана и си правиме обед. Че тие што се најактивни планирам и во Македонија да се запознаат. Сега вие ако ме поддржуват на кажи го на YouTube, зашто да не би се, зашто и тоа ќе го правам да знаете. Овај YouTube сега што го градам ќе е многу битен. Тие што се там комуницират, дури овие тука сега што дават информации на криптореволуција, не е проблем. Значи со тие луѓе ќе се запознаеме и со тие луѓе ќе се дружам. После овај bull market, луѓе крај. Приватни пораки, забравајте на приватни пораки. Завршуваме со приватни пораки и ќе се дружам само со луѓето кои што се активни на YouTube, кои што се активни и луѓе кои што ќе најдат информации на интересни информации за да ги постират на криптореволуција на групата.
со тие луѓе ќе се дружиме, ќе се онадуваме, да, со другите ќе комуницираме преку криптореволуција и преку пораки на YouTube канал. Ама приватни пораки со тие луѓе што придонесуваат, што ми помагат, со тие ќе комуницирам. А не секој братче да ми звоне, да ми онадува, да ми досаѓа, тај истиот момент го виши правиме, има доволно видеа, да, моите видеа не се професионални, ама еве Бојан и Славчо имат, бујром гледајте и научете. Треба да се одучите од приватни пораки. Текнало на некој најпод тројца, звонат ми, ние сме 9 сата разлика, треба да знаете. Кај вас се кај мене се е 2 после полнок и ми звона, јас само што сум се легнал, се нешто станувам рано, имам проект и само што сум легнал, јас сум таков кој ќе ме разбудат и не можам да спием. И звоне директно на телефонот, сега морам да го ставам. Директно звоне на месенџер, само што го додел на пријател, како да го бират моментот, гледа да ги не си активен и ти звоне, разбираш онова. Човече. Кај мене тоно па се гасе заради те такви што ми звонат. Така да, другари, да не ја тупам поголемо видео да го направам, требаше 15 минути да е, ќе направиме специјален проект само да дојде bear маркетот да видиме кои ни токени ќе преживеат и да се направи многу јака програма на Binance, бејќи си дом до тогава во Македонија, да направиме многу јака програма кои да се држат технологии и да се зима на Flexible кога да стават на локет и да си пунеме процентите, да го преживееме тај 3 години bear маркет, да се накопаме, разбираш ли, нема фајда од кеш и од злато, USDC и ќе видиме кои ќе ги трупаме проекти, ќе бидеме во контакт со тие што се активни, со тие планираме и посебна група ќе направам во bear маркето, посебна група ќе направам на тие што се активни на YouTube каналу, дали што коментираат, што надуват, што придонесуваат, ќе се покажат кај мене у приватна порака кои се и ќе креирам посебна група и ќе ги додадам на месенџеру таа група и тука ќе си разменувам информации со тие дечки. А оно другото луѓе ја више не можам на илјадници луѓе секој ден да дремам, да читам, да надувам, па овај тоа не му било јасно, па нај кажи ми ово, кажи ми оноа, а работите 99% се кажани на ово. И се мрзе го да гледа видео и ти досаѓа, што е крајно некултурно, и ти досаѓа упорака, значи другари, тај дел ќе го завршиме. Чао!